Поубаво Скопје, како целина наш град, тука на овај дел, од левата страна на Вардар, покрај преубавите проекти наши, како што се Орка Холдинг, Систина болницата, потоа маркетот Реплек и овај крај кој што е урбанизиран, старите Карпошани и кои што живеат луѓето на овај дел од градот, знаат како порано изгледаше. Но вие денеска гледам спроведувате акција за чистење на околината, односно над брегот на коритото на реката Вардар. А јас токму тоа го користам за да кажам. Од кога ја промовирав мојата програма за 4-годишен развој на општината Карпош, користам прилика сега да истакнам дел, односно два проекта кои што ги имам предвидено во оделот за урбанизам и живот на средина. И се радувам што на лице место ќе можам да покажам каде ќе се реализираат тие проекти, за колку вредност, колку пари се потребни за реализација на проектите и кој е рокот кога ќе се реализира. Затоа ќе кажам, ние сега се навоѓаме од левата страна на реката Вардар, позади нас е хотелот Александар Палас и десната страна на коритото Вардар. Во мојот проект предвидено е делот одма над брегот на коритото Вардар, од мостот Обединети нации до Палас хотелот да се озелени, да се урбанизира во смисол граѓаните кои што шетаат горе по патеката во тој дел од Обединети нации мостот до Александар Палас хотелот да можат да се чувствуваат подобро, да може да се регулира, односно да се едно обединување да има меѓу зелениот простор и самиот брег на реката Вардар. До сега е тоа запуштено и морам да ви образложам. Некаде пред 4 години актуелниот градоначалник се повлече од Асоциацијата на општински градоначалници кои што заеднички поднесуваја во градов планови за проекти кои што се од општо значење како за градот, така посебно и за нивните општини кои што тие ги представуваат, бидејќи потребите и проблемите на граѓаните со тие проекти ги решаваат. Така да, оние општини кои што останаа во таа заедница, како што е центар, Газибаба, аеродром, и дадоа своји проекти пред градот за регулирање на реката Вардар и левата и десната страна од течението на реката Вардар, денеска е веќе видливо да тоа е реализирано. Остана запуштен само поради неактивност, само поради нашиот дел овдека на општина Карпош, посебно истакнато од мостот Обединети нации до тука, како што реков, позади нас, Александар Палас и спортските центри веднаш до него, каде што има прилив на луѓе, и наши, и странци, и млади, и повозрастни. Сакам да кажам дека сето тоа е сопрено некаде 2007 година, кога е регулирана таа страна пред Палас на реката Вардар и застанато е поради некој интерес, ете да кажам, личен интерес на градоначалникот и избегнување да соработува со градот. Затоа од тогаш до денеска ние имаме сосема запуштеност на овај дел од Карпош. Но интересот на градоначалникот е вратен некаде назад на бекатон, плочки, редење и асфалтирање на малечки улици под кои што го покрива канализационата мрежа до Трајана и несоодветна. Поради тоа, почитувани граѓани и млади, еве денеска кога ја спроведувате акцијата за чистење на овај дел на корито, не на коритото, него на надкоритото на реката Вардар, јас ви се придружувам и сакам да кажам, се радувам што на тој начин почнува реализација на терен со покажување што ние ќе направиме во колку ја добиеме, а ќе ја добиеме локалната власт на општина Карпош. Дека општина Карпош сеопшто и економски подем ќе има како што заслужуваат граѓаните на општината. Ете така ви благодарам за присуството на сите и јас би ви се придружила, почитувани млади, во акцијата за расчистување. Браво!